Помина ли, мајко? Не, боли. Виде, слушаш што вели господин Арамис? Дека не е поминало, дека уште има болка. Ништо не й се случило. Фатма, ти зошто не сакаш да сум јас исцелител? Што штета имаш од тоа? Можеш само корист да имаш. Господин Арамис, јас само сакам ти да оздравиш и да бидеш добро. А ти сакаш мирот да си го нарушиш. Зошто бе, човеку? Чекај. Помина. Помина, гледаш? Помина. Гледаш ли, Фатма? Јас сум исцелител. Не си. Исцелител сум. Не си. Исцелител сум. Реков не си. Исцелител сум, велам. Исцелител. Може ке да е, тетка Фатма. Молчи. Што зборуваш ти? Рамис Ефенди, Ола. слушај ваму. Ти да беше некој исцелител, зар ке те нападне, а си лежи? Ке се излечеше самиот. Доста ни ја пукаш главата. Исцелител, мелител, не си тоа. Ти си само јунак. Ете тоа си ти. Фатма, Што? силеџиите ме нападна, но види, јас оздравев. Е, Маму. Види ми оздравел. раката. Тоа се случи пред да станам јас исцелител. Но сега, кажи ми да видиме. Сега се просветлив. Види што ќе ти кажам. Јас сум исцелител. Јас на таа страна кога отидов, Мустафа не го видов. Сите девици ги прашав и тоа неколку пати. Девиците не ги прашав. Кравите ги прашав и сите до една ме послушаа и ми рекоа дека Мустафа не е таму. Не дошол, ми рекоа. Во мене се јави некој глас што ми рече да знаеш дека Мустафа е жив, ми вели. Што зборуваш, бе, човеку? Можам да го донесам. Мустафа. Господе Боже, јас не сум исцелител. Поминаа 2 недели откако отидовме на фронтот. Конфликтот продолжуваше со полн замав. Навечер имаше прекин на огнот, а грците и ние држевме стража во рововите. Таа вечер сите бевме како едно. Јас видов како го убиваат мојот пријател. На брзина истрчав до него. Ама штета не стасав на време. Потоа во моја близина пукне една бомба. И се стана црно. Кога ги отворив очите, веќе бев во болница. Сигурно многу време поминало, бидејќи целиот бев обвиен со завој. А над главата имав една медицинска сестра. Се викаше Бихтер. Многу добро девојче беше. Потоа мене ми се обрати со наредник Исмаил. Нам како повредени со наредникот Исмаил ни ги помешале документите. Ајде, повели. Бог да чуме. Мустафа, јас со мојата смрт отидов од таа страна. Шетав малку наоколу и си ги видов умрените. Ама тебе не те видов. Сите ги прашав, девиците ги прашав, сите до една ги прашував, ангелите ги прашував, но ми рекоа дека не си дошол. Чичко Рамис е исцелител. Му се случи чудо. Добро, Чичко Рамис. Сакав да ви известам, да ви испратам писмо. Ама Абдул ме најде и во тој шатор. Абдул? Тој никаков паша. Дотаму ли стигнал тој никаквец? Дотаму стигнал, да. Од писмата што ги праќав на мајка ми, го дознал мојот вистински идентитет. Останатото и онака го знаете. Чекајќи во Истанбул султанот. Ете, дал помилување. Султанот да живее. Господ долг век да му даде. И ти да си жив и здрав. Хвала му на Бога. Ти Господ благодарам, долг живот да Господе. ти даде. До 101 и назад. Ајде. Ајде, расипете го постот. Охо, татко Рамис, има уште време. Ете, пукна. Знаеш, Чичко Рамис, ете пак знаеше се. Да ти ја бакнам Махни раката. ми ја раката. Ајде. Ајде на софрата. Ајде. Ајде, слободно јадете, ајде.
Добро што дојдовте, бато Мустафа. Благодарам, Намик, благодарам. Ајде, добра ноќ на сите. Ајде, добра ноќ. Добра ноќ. Ајде, добра Како ноќ. што се договоривме, Добра Билове. ноќ. Утре рано наутро те молам донеси го. Во ред. Поред, како што се договоривме. Ајде се гледаме подоцна. Ајде. Ајде, добра ноќ. Ајде, убаво да спиете. Вахиде, Молам. однеси ја Фериде в соба. Добра. Добра ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ. Ајде, добра Ајде ноќ. ти однеси ги. Ајде, малечки. Добра ноќ. Добра ноќ. Ајде, добра ноќ. Ајде, добра ноќ. Ладно да ни ти е да ти донесам за одозгоре уште нешто. Не, благодарам. Добре. Добра. Да ти помогнам? Може. Се додека не дојдовме не го разбирав брат ми. Како можел толку време да живее тука? И зошто сака да се ожени со тебе? Но сега го разбирам. Така ли? Така е. Вие сте му станале како семејство. Со вас не го чувствувал нашето отсуство. Не вели така. Многу му недостасувавте. Многу ми раскажуваше. За тебе. За вашата покојна мајка. Не ве гледаше, ама умот се кај вас му беше. Таков е брат ми. Уште како дете многу си ги криеше чувствата. Ако не мораше, не ги кажуваше. Да, значи уште како прцул бил таков. Молам? Од детството, од детството. Од секогаш беше праведно, свесно и храбро дете. Од секогаш беше таков. Ајде. Ајде да спиеме веќе. И ти си многу уморна. Ајде. А и што бидна, Фатма? Вахиде! Тргни се. Тргни се. Што бидна? Мустафа. Фрла. Камче на прозорот на Вахиде. Остави го, нека фрла, бе, нека фрла. Вахиде! Дојди, дојди. Дојди во шталата. Ајде во шталата да разговараме. Не, тука ќе разговараме. Не, во шталата да разговараме. Не тука. Во шталата да разговараме. Тука ќе разговараме. Добро.
за рака. Кој кому ја фати раката? Што прават, Фатма, кажи ми? Мустафа и ја фати раката на Вахиде. Убаво. Мустафа, толку многу се молев. Толку многу сакав само уште еднаш за последен пат да те видам. Види, јас и ти нели седевме таму. Една вечер излегов од собата, се симнав тука и таму седев. Како и ти да беше тука. Многу врнеше таа вечер, ама многу дожд врнеше. Толку многу врнеше, што за еден момент помислив дека ти си тука некаде. Позади си. Мислев дека си дошол да ме видиш за последен пат. Не мисли веќе на ова. Сега сум веќе тука. Се помина. Покрај тебе сум. А уште не можам да верувам. Како да сонувам, знаеш? И јас, Вахиде. И јас. Поминав многу тешки денови. На фронт, во болница, во затвор. Единствено нешто што ми даваше сила да се исправам беше ти. Твојата коса. Твоите очи. Многу ми недостасуваше, Вахиде. Ама си застанала, ништо не гледам од тебе. Дај јас да видам што се случува. Чекај, молчи, реков, молчи. Ај! Мајка ми ли беше тоа? Што бидна, Фатма? Мајка ти. Зошто се закашла? Така ми дојде. Тргни се, ајде. Ајде, ништо нема. Ајде, добра ноќ. Чекај да видам уште еднаш. Мајка ми ли беше тоа? Што бидна, Фатма? Мајка ти. Зошто се закашла? Така ми дојде. Тргни се, ајде. Ајде, ништо нема. Ајде, добра ноќ. Чекај да видам уште еднаш. Мустафа, јас ќе одам да се предадам. Вака е најдобро. Не, Вахиде. Тебе никаде не те оставам. За се ќе се погрежам. Сега јас сум тука, се ќе се среди, не грижи се. Како ќе се среди, Мустафа? Немаме друг избор. Ама тоа не можам да го дозволам. Не барам дозвола од тебе. Ниту од мајка ми барам, ниту од татко ми барам. Јас сама сакам да знаете. Не, Вахиде. Мустафа, јас. Зарем можам да дозволам некој невин да издржува казна на мое место? Кажи ми.
Зар можам да прифатам вакво нешто? Толку ли не ме познаваш? Вахиде, те познавам многу подобро од колку што мислиш. Ако е така, треба да знаеш дека ќе се предадам. И ти мене ме познаваш, Вахиде, и знаеш дека не го дозволувам ова. Како нема да дозволиш? Што ќе направиш? Нема друг излаз. Има. Има и друг излаз. Верувај ми. Јас да станам веќе. И мајка ми ќе стане. Во ред. Добра. Влези. Команданто Джизми, Добро вечер, Вахиде. Што бараш во ова време тука? и вие знаете. Јас губив синот на пашата. Капетанот, извадете го, мене ставете ме внатре. Во ред, Вахиде. Дојди со мене. Добре дојде, Вахите. И ние тебе те чекавме.
Мустафа, ти кога дојде овде? Ноќес откако сите заспаа. Ама и јас не... Знам дека и ти дојде да се предадеш. Ама нема потреба од тоа. Мустафа е во право, Вахиде. Ама како нема? А ти, капетане? Што ќе биде со тебе? Ниту тебе, ниту на Бато Ахмет нема да дозволам ништо да ви се случи. Ќе го спасиме Бато Ахмет. Ќе го спасиме ли? Не може, тоа премногу е опасно. Темата е затворена, Вахиде. Што правиш, бе? Спушти ме долу, спушти ме. Доколку ветиш дека нема да се вратиш, ќе те спуштам. Добро, спушти ме, ти ветувам. Добро, ајде, спушти ме. Добро, тогаш. Не може тоа така. Ќе биде така како што јас кажувам. Ќе го спасиме Бато Ахмет. Не ти дозволувам, ќе се вратам, ќе се предадам. Каде мислиш дека одиш, бе? Боже, колку си... Што правиш, бе? Козата од Песочан. Јас ќе одам на работа, Хатидже. Добро, маженце. Само немој да задоцниш нифтар. Нема да задоцнам. Јас сега ќе одам кај татко Рамис. Ти оди на таа страна. Дадо, мамо! Дада Вахиде не е во својата соба. Како тоа не е? И бато Мустафа не е во шталата. Како не е? Добро, каде се овие? Горе дада ви Ферида? Спие. Така ли? Девојчиња, ајде ве излезете надвор. Сакам нешто да позборувам со вашиот татко, ајде. Ние ништо не слушаме. На кого му зборувам јас? Веднаш излезете надвор, ајде. Девојчиња, слушнавте, мама, ајде надвор. Браво, ајде и ти надвор. И јас. Надвор, реков, ајде. Зошто? Ај. Рамис Ефенди. Кажи, Фатма. Рамис Ефенди, види што ќе ти кажам. Ти знаеш ли дека вчера оние двајца за малку ќе се бакнеа? Ама ги видов. И наеднаш ми текна да се закашлам. И така ги спречив. Убаво си направила што си се закашлала. Така е. Ама сега колку и да кашлам, џабе ми е. Бидејќи двајцата не се тука. Напразно ли да кашлам? Ама јас на Вахиде и верувам. Јас не ти го велам тоа. Тоа не е работата. Јас и на Мустафа му верувам. И на двајцата им верувам, Фатма. Абе, човеку, ти велам не е тоа работата, за друго се работи. Кажи, што е работата? Работата е оген и барут. Тоа е работата. Оганот и барут. Мустафа е оган, а Вахиде барут. Иде, така. Како и да е, јас велам, дали може да стојат огнот и барутот еден до друг? Не може. Така е. Не може. Јас велам, Слушам. овој оган и овој барут, јас велам да се земат што поскоро. Во право си, Фатма, да се земат. Ете така, позборувај денес со Мустафа. Ќе зборувам со Огнов, ќе зборувам. Добро утро, Чичко Рамис. Добро утро, тето Фатма. Добро утро. Добро утро, ете го и Мустафа дојде. Јас. Каде бевте? Ние? Да. Ние малку се прошетавме. Нели, Вахиде? Да, прошетавме. Сте се прошетале? Те прошетале, нели убаво? Не е така. Погледни ме. Јас не велам дека шетањето не е убаво. Велам дека ако јас не знам за тоа, тогаш не е убаво. Што е, мамо? Фериде, каде е? Горе, уште не е разбудена. Уште не е разбудена. Па, јас ќе одам да ја разбудам Фериде.
Вахиде, значи се прошетавте, така? Да, се прошетавме. Дај Боже само да прошетавте. Само прошетавме. Ова е барут. Види колку е убава. А колку е висока, токму 2 метра. Хасан, Зете? Зетко Хасан, добар ли си? Ов, Хасан, добар ли си? Два пати кажа, добар е, значи. добро. Кај тебе има нешто, Хасан, ама не ни кажуваш? Да не се случи нешто на хатиче, Хасан, а? Ајде, разбуди се, девојченце, ајде, станувај. Бато, Добро утро, нека ти е. добро утро. Колку е часот? Часот? Скоро е 7 часот. Што? 7? 7? Зошто толку рано стануваме? Овде денот почнува многу рано. Бато. Ајде, разбуди се, ајде. Ајде, станувај, мрзливки една, ајде. Што правиш, Бато? Разбуди се. Бато. Што правиш? Бато, бе. Сретна ли си што си од? И тоа многу. Добро. Станувај, ајде. Ајде, разбуди се. Ајде, не чека долу, ајде. Хасан, ќе можеш ли без да овкаш да ни кажеш што се случи? Слушна што ти кажува, без да овкаш ти вели татко ти. Татко Рамис, Кажи. според тебе, добар кројач сум? Добар си, Хасан. Колку добар? Малку добар? Средно добар? Или многу добар? Многу добар. Понекогаш не е доволно да си добар, татко Рамис. Хасан, синко, ајде кажи што сакаш да кажеш веќе, ајде. Во чаршијата дојде нов кројач, мајко Фатма. Така ли? Кројач ли? Кој кројач бе? Па во место нема друг кројач освен тебе бе, Хасан. Па немаше, но сега има, од Солун дошол. Од Солун ли? Ако ти не се грижи. Но тој има машина за шиење, татко Рамис. Вистина? Добро утро на сите. Се разбуди ли, ќерко? Золвата на Вахиде. Добро утро. Мислите дека ќе успееме да го грабнеме капетанот кај мака му? Немаме друг избор. Влези. Пристигна телеграма од Битола кај макаме. Благодарам. Пратили инструкции во врска со профилувањето на капетан Ахмет. Како што предпоставувавме. Да. И сега ќе направиме како што се договоривме. Ќе испратиме телеграма во Битола, дека немаме доволно војници за безбедно да го префрлиме капетанот и дека треба да испратат дополнителна војска. Разбирам кај мака му. Хасан, синко, немој толку да преувеличуваш, не се грижи, молчи. Не знам, мамо Фатма. Види го, не знам ми вели. Не грижи се, Хасан. Народот овдека нема да крои облека кај непознат кројач. Така е. Нема да кројат? Не бе, Хасан, нема да кројат. Некај Нема, друг. не грижи се. А зошто би оделе кај друг? Мустафа, јас и ти треба да позборуваме малку. Ме слушна ли? Нема да кројат. Но јас ти велам има машина за шиење, татко Рамис. Откритие на векот многу е брза. Многу ли брзо? Многу брзо, мама, веднаш. Ти од каде знаеш? Јас од каде знам? Не знам. Само така слушнав. Почекај малку. Хасан, зете, а колку брзо е тоа? Погледни, сега ќе ти покажам колку е брзо. Така, 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 така. Панталоните се готови. Так, 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 так. Елекот готов. Так, 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 так. Кошулата готова.
Толку брзо? Толку. Много брзо било. Тогаш Хасан бил во право, бе. Не е во право, Фатма. Како не е во право, Рамис? Види што вика, се е многу брзо, а? Так, готови се панталоните, во право е детето, во право е, така е. Машината колку да е брза, народот во Песочан не е толку брз. Ете сега Рамис е во право. Во право е тато. Да. Да, овде во Песочан на никој не му се брза. Хасан, не грижи се ти. Чичко Рами се во право. Мене, како не ми текна нова? Навистина, како не ти текна? Те сакам, татко Рамис. И јас Многу тебе, те сакам, татко Рамис. Полека. Многу те сакам, татко Рамис. ајде. Штом велите, на никој не му се брза, тогаш јас полека. Да одам во дуќанот, полека. Ајде. Ајде, полека. Полека, бе, синко, полека. Полека. Ајде, полека. Ајде. Не вресте? Добро утро, тетка Бедија. Ај, зарно да ема, Кирко, што вака рано? Јас дојдов за тоа. Зошто дојде? Јас дојдов за тоа симпатичното момче. За намик дојдов? Колку години сум стројничка, ама ваква како тебе ме раклика за маш не видов. Ке ми олесни, кога ќе го имам. Бог да чува. Што се собрале овие вака? Овие нели се Ќоравиот Агоп, грбавиот Хусин и глувиот Мехмет, а? Добро утро, глув Мехмет! Абе, на глувиот Мехмет, како на дрва да му зборуваш, кога и да му направа, муабето и не ми одговара. Се прави дека не слуша. А зошто не ти одговара, Кирко? Да не отие глув, може би. Гледаш, не помислив на тоа. Глув е! Золвата на Вахиде. Спиеше ли убаво золвата на Вахиде? Убаво спиев, благодарам. Колку убаво, многу убаво. Сакаш ли ти, Керко убава, Зарифе и Вахиде да те прошетаат наоколу, а? Многу би сакала. И ние сакаме. Добро. Тогаш и вие одете, девојченца. Ајде да одиме, ајде. Ти остани. Зошто да остане? Нека има едно машко со нив. Тие нека одат, Мустафа нека остане. Не ми текнува. Нели ти ке позборуваше со Мустафа, а? Ми текна, ти остани. Ќе останам, Чичко Рами, сама... Седни. Чичко Рамис! Чичко Рамис! Што е, што се случува? Зошто викаш? Дојдоа гости да ве посетат. Ај, така ли? Кои гости? Кој Почекајте, дојде? сега ќе ги викнам да дојдат. Гости, ајде, влезете. Дојдете, Влезете. ајде. Влезете. Ајде, повелете. Не ги познавам, кои се овие? Добар ден. Добро ни дојдовте. Повелете. Повелете овде. Бато, што се случува? Ние го бараме исцелителот Рамис. Кого барате, кого? Исцелителот Рамис Ефенди го бараме. Повелете, јас сум исцелителот Рамис. Не си, ти не си. Јас сум. Ти не си исцелител, ти си мојот маж. Молчи. Не си исцелител. Исцелител сум Реков не си. исцелител. Јас сум исцелител и млекар Рамис. Жити Бога, Рамис Ефенди, ке можеш ли да ме допреш малку по грбот? Приближи се овде, ајде. Види што прави. Што правиш, Чичко Не ми Рамис? се мешај во работата, Мустафа. Јас сум исцелител, не ми се Чичко мешај. Рамис, не измислувай глупости, ти не си исцелител, ниту пак еки. Немој, Во право Мустафа. е, ти не си Не ми се неки мешајте, бе. исцелител. Чичко Рамис, Тато, бе, што правиш ти? Чичко Рамис, остави, јас сум доктор. Ама, Ние не бараме еким. Исцелител бараме. Така ли? како се чувствуваш, кажи ми, а? Боли, Сега како се чувствуваш? боли, А сега како се чувствуваш? боли. Добро те, ќе боли, ама ќе почекаш 2 дена и тогаш мојата моќ ќе почне да делува и повеќе нема да те боли. Ајде сега терај. Така е. 2 дена ќе почекаш малку. Ти што се мешаш, бе? Јас сум мучирак, Чичко Рамис. Така ли? Ајде со среќа. Да си жива. Господе Боже, ајде. Одете си сега, ајде. Господ здравје да ти даде. Ајде, и тебе нека ти даде, ајде. Господ Рамис, излечи ме и мене. Сега полека. Дојди. Ке ти покажам јас тебе. Дојди.
Ајде, дојди. Што правите? И господ, Ајде, одите со здравје, ајде. колко должиме? Каков долг? Абе, Доволно ли е? абе, овој пари ли ми даде? Полека, сега полека, вака. Еј, дедо, каде одиш? Почекај. Земи ги пари, бе. Не ги земам. Како не ги земаш? Земи ги. Ајде, што ме бакнуваш? Ајде, оди со здравје, ајде. Добар ден, добре дојдовте. Дали е ова куќата на исцелителот Рамис? Кој рековте? Дали е куќата на исцелителот Рамис? Господи Боже, што направи бе ти, Рамис? Во право е татко Рамис. Овде на никого не му се брза. Од кај макамот на песочен дилавер, заради безбедно префрлување на претворениот капетан Ахмет Екрем, кој се наоѓа овде во Песочан, испратетени повеќе војници. Овдешните војници се во потера по разбойници и заради тоа бараме да ни пратите дополнителни војници од Битола, кои безбедно ќе го префрлат затвореникот. Напишавте ли? Напишав, господине. Пратете ја веднаш телеграма. Разбирам, господине, кајмакам. Мислите ли дека ќе успееме? Ќе успееме. Дедо. Дедо, треба да одам до Скадар. Да најдам нов учител. Дедо. Ајде да одиме, Муфтар ефенди. Да одиме, Алекс. Каде одите? Не трчајте, ќе се испотите. Па ќе настинете. Ајде јас додам на работа. На никој не му се брза овде. Испративме на телеграма, бата Ахмет. Напишав дека немаме доволно војници, да го реализираме твоето префрлање да ни испратат дополнителни војници од Битола. Ова ќе ни обезбеди малку време, а и кога ќе те грабнеме, Масхар Паша нема да не обвини нас. Затоа што кога ние ќе те грабнеме тебе, ќе те водат војниците на Масхар Паша. Со тоа, Масхар Паша не ќе може ништо да не направи. Само, за да успее сето ова, ќе треба да испратат војници од Битола, се разбира. Влегувате во голема опасност, Дилавер. Заради мене сите ќе настрадате. Ако настрадаме, барем тоа нека биде за вас, капетане. Кога ќе пристигне телеграмата, ќе ви известам. Војнику, отвори. Не грижете се. Се ќе биде како што треба. Господе, те молам, мојот син, да оздрави. Те молам, Господе, да оздрави. Влези. Господине, дојде телеграма од Песочан. Почитувам Паша. Сакаме да ви известиме дека за реализирање на безбедно префрлување на капетанот Ахмет Екрем, кој се наоѓа во затворот во Песочан, треба да испратиме дополнителни војници. Што значи ова?
Зарем со тој никаквец уште не се на пат? Веднаш подгответе една група. Нека трнат кон Песочен. Наредувам да го донесат веднаш овде. Разбирам, господин. Сестри и браќа, ајде одете си, ве молам, одете си, овде нема никаков исцелител, Одете си, ајде. Намик, се ова излезе од твојата тиква, така? Да, од мојата глава. Слушајте! Да се видиме со Рамис Слушајте! Ефенди. Рамис Ефенди исцелителот со сите вас поединечно ќе се види, така да знаете. Сакаме да се видиме. Сакаме да го видиме се видиме Не гледам ништо, јас не гледам ништо. Сакам да го видам исцелителот. Што се случува овде? Цел Песочен се собрал овде. Сите во Песочен биле болни и сакати. А јас дури сега дознавам, така ли? Така е. Господи Боже, тргни се од тука, тргнете се. Тргни се, ма. Поддржи ме мене. Гледајте ме. Гледајте сите во мене. Ме слушате ли сега? Мојот маж не е никаков исцелител. Мојот маж кој е? Што е? Мојот маж е млекар. Така ли е? Рамис е млекар, а не е исцелител, Рамис. Мојот маж ниту отишол на онаа страна, ниту станал исцелител. Нема такво нешто. Се разбравме ли? Послушајте ме сега мене. Ве молам, слушнете ме само малку. Доколку има некој болен, нека дојде кај мене. Јас сум доктор. Јас сум доктор. Убаво си кажува човекот. Доколку имате некоја мака, не му кажете му ја. Нас не треба еким. Нас не треба исцелител. Кој го кажа ова? Кој го кажа ова? Ти ли го кажа? Не бев јас, не. Господи Боже, јас ке побудалам сега. Јас веќе побудалев. Ти ли го кажа ова? Не ни треба еким, ни треба исцелител. Молчи, не зборуве за ова. Исцелител нема овдека. Ајде, одете си дома. Ајде, ајде дома велам. Ако е ова исцелител, тогаш ајде, запалете свеќа. Ајде, запалете де. Свеќа ли? Што рече? Муневе. Ајде, повели, господјо Бедија. Ајде, повели, седни. Добро ни дојде. Добро те најдов, Муневерче. Како се Арнас и што Да правиш? си жива добро сум, еве треба Морис. Ти што правиш, што навамо? Ајрли абер имам за тебе, Муневер. Убави вести за мене. Што може да е тоа? За синот ти. Кандидатка имам. За мојот син. За мојот намик. Да. Ајде, мори господјо Бедија, немој да си поигруваш со мене. И личи на вака возрасна господја да си поигрува со мене, остај со мене, па и со моето кутро детенце си играш играчки. Ајде, ти се мола. Ајде. Бог да чува, Муневер, многу сум сериозна. Ма, има една прилика за него, и тоа многу добра прилика. Така, иста прилика како син ти, со умот во облаци и малку ветрушка. Вистина ли има таква господјо Бедија? Има, Муневер, има. Се вика Невресте. Невресте. Намик и невресте. Леле, исто како во книгите. Многу убаво. Ај, дај Боже, дај Боже. Мамо, кај нас имаме ли свеки? Што ќе правиш со свеки, бе дете? Ќе ги продавам. Ќе продаваш свеки и ќе заработуваш пари, а? Да, мамо, ќе продавам и ќе заработам многу пари. Ајде, тргни ми се. Ајде, бегај. Што ме гледаш ти? Не ми се верува дека таа девојка е со ист памет со овој мојов господјо Бедија. Ти остави ми мене, ичнема и гајле. Многу си одговараат. Што зборува? Сестркала Лотенџерче си нашло Така капаче. велиш, господјо Бедија, ајде, дај Боже. Што биднама? Не знам ништо пукна. Пушка е, мамо. Од куќата на чичко Рамис. Леле, да не се некој арами и повторно, а, господјо? Кај Фатма ли? Да одиме да Ајде видиме. да видиме. Значи, последен пат ви кажувам, мојот татко не е никаков исцелител, одете си од тука, ајде! Ете, убаво ви кажа, ајде, одете си, ајде. Нема да си одите? Не си одат, а? Сега се разбравме ли?
Фериде, не плаши се. Ти кажав јас тебе. Вахиде е таква девојка. Мамо, ти избркај ги ти од натра. Разбирам, Паша. Така. Сите погледнете ме. Ајде сите надвор. Нели го слушнавте истрелот од надвор? Посетата заврши, ајде. Фатма, не греши душа. Ке биде така Иди ти како мирен, што не кажувам. мрдај. Ајде сите надвор. Надвор, велам. Не ме гледајте. Ајде, надвор. Ете така. Ајде, излезете. Излезете. Ајде. Зарите ма, што бидна? Зошто пукавте? Што е гужвава? Ништо посебно. Ајде, Не, ништо, ајде. Што е ова народ овде собран? Види го. Мамо, а да ми дозволиш да го застрелам оној? Хасан, вистина ли е тоа што се зборува? Што се зборува? Рамис Ефенди станал исцелител. Така е. Исцелител е, а јас сум неговиот мил зет. Немој да се брзаш. Овде никој за ништо не се брза. Не разбрав. Ќе разбереш наскоро. Така? Така. Хасан. И ова е готово. Што правиш, бе? Зошто шиеш толку панталони? Светот се менува, Хасан. И тоа многу брзо. Сакаш и тебе да ти сошијам едни панталони? Не ми беше до смење, ама сега се смејам. Да ти сошијам, да ти сошијам. Еј, побудале овој, бе! Побудале! Народе, слушајте ме. Од сега натаму, јас ќе ви шијам панталони за една банка. И тоа за само еден ден. Што зборуваш, бе, ти? Како можеш за еднакча да сошиеш во еден ден? Тебе ичта не те интересира. И ќе шијам и ќе продавам. Не може тоа така, бре. Може, може. Доколку ти ова го правиш, јас ќе пропаднам. Мене тоа не ме интересира, Хасан Ефенди. Не може овака, брате. Знам зошто го правиш ова. Ти го правиш ова, само јас за да пропаднам за една акча. Затоа да ми го затвориш дуќанот, да си одам од овде. Хасан, што се случува? Попе, овој прави овде се за јас да пропаднам. Не може да му се верува. Дојде до мојот дуќан, ништо не реков и покрај тоа што има машина за шиење. Но сега јас пушти цената за една акча за шие панталони само за да пропаднам. Не може тоа така, бре. Може, може. Реков не може. Може, може, селски кројачу. Ти како ме нарече мене? Што ми рече ти мене? Што ми рече? Пушти ме, попе! Пушти ме, ќе го убијам! Пуштете ме, ќе го отепам! Пушти ме! Смири се, не го слушам. Хасан е во право. Ова ни малку не ти доликува тебе, Никола Ефенди. Сушност тебе не ти доликува, попе. Ти како еден христијанин да го браниш овој муслиманал. Стигнува телеграма. Се случи тоа што посакувавме. Доаѓаат војници од Битола. Ти, Алекс, зашто си одиш од овде? Децата многу те сакаат. И јас ги сакам нив, муфтија. Ама треба да одам во Песочан. Алекс, зошто одиш ти во Песочан? Ке се женам. Така. Да. Со среќа нека ти е.
Значи, конечно си најде некоја христијанка за себе. Ке се женам со Зарифе. Каде се наоѓам? Те најдов покрај реката и те донесов овде. 2 дена спиеш овде. Откако ќе се земеме со